допустимо. Едно од најбавите предели бисери на Егејска Македонија кој Турското езеро според многумина многу слично на Охридското езеро. Некаде до пред граѓанската војна 46-49 година околу 80 до 85% од граѓаните кои живеа во Костурска околја беа македонци. Веднаш после граѓанската војна 46-49 година најголемиот дел од граѓаните на Костурска околја емигрира дали во Република Македонија, меѓутоа веројатно најголемиот дел од нив емигрира во прекоокеанските држави, дали во Канада, во Америка или во Австралија. Денес се смета дека во Костурскиот регион постојат некаде најмалку околу 30 напуштени македонски села. Еве и камбаната над нас, е камбаната на црквата. Да, за да можат да ga клепат по некој пат кој ќе помине некој. Е искорна од црквата, е разурија и се камбаната ја закача тамо. И се тоа е една трагедија голема што го доживе нашиот народ, тука македонскиот народ, егејците македонци. За жал тоа се случи. Не можеме да го смениме денес. Може ние тоа што можеме да направиме и веќе се со напори големи и да му се дае право на тие луѓе што побегна од овие места, да имат право веќе да се вратат, па неколку имат и умрено од нив. Тука. И децата нивни да можат на имотот да имат право. И не само имот, да можат бар цвеќе да стават на гробоите на нивните блиски. Тоа е веројатно цвеќето е најмалку. Најмалку е тоа. Егејците во Македонија, во Русија, во Чешка, во Полска не може да дојдат на мајките, на татковците. Јас лично верувам на гробот цвеќе да стават. Тоа е најмалку. Тоа веќе не треба да се зборува. Дали може на гроб да оде човек да се запали цвеќе? Ни тоа не го добиват. Знам. Значи ни минимумот не може да се добие. За жал, да. Има некои податоци, господине Бенишев, например, кои се познати. Да речеме 912-913 година, кога Егејска Македонија или Северна Грција, како што нарекува грчката држава, се приклучува кон тогашната Република Грција, добива Грција некаде околу 66.000 километри квадратни. И некаде населението кое тогаш брои во Грција од околу 2.600.000 пораснало на околу 6.200.000, значи една огромна територија, значи едно огромно население. И таа 12 година има некаде околу 326.000 македонци на територијата на Егејска Македонија, а некаде околу 240.000 грци. Тоа е соодносот тогаш. Да, таа е статистика што се даваше од Отоманската империја, но поточно што со статистика не можем да ви кажем как во тоа време, имаме и други податоци, да кажеме, од некои си странци за тоа време. Еве, например, некои податоци кои јас исто ги наоѓам, тоа се по Балканските Првата светска војна, се смета дека нели тога се тие големи преселувања околу 20-30 во Кралство Југославија. Некаде останале во Грција околу 270-300.000 македонци. Имаме и ние овие податоци, но во момент не можеме ние конкретно да кажеме колку македонци живеат во Грција, во моментот. Затоа и ние велиме и треба да стане подпис. За да се види колку македонци. Официјален со подпис. И добро, господине Трајко, ако јас ве прашам денес, како вие го дефинирате македонскиот проблем во Егејска Македонија? Како вие би ми одговориле? Вашето грчко име не е Трајко Пасоев. Вашето грчко име е сосема друго. Името на книгата е сосема поинакво. Дали македонците во Егејска Македонија се подвоени личности, дома се македонци, а надвор се грчки држављани? Имате право за ова што го кажувате. Како ви грчкото име, например? Како ви моето на грчкото името е Трајанос Пасоис. И јас, например, и книгата, да ви кажам. Јас ако ви сам да речеме од македонски мобилен, веќе бидете Трајан. Ако е побара некој од грчки мобител, вие сте Трајанос. Па и книгата згласа... И не се збунувате некогаш кој ќе ви сјават од македонски или од грчки мобилен, да не знаете дали на македонски или на грчки да зборите? Да. Се збунувате? Збунуваме, ама што да правиме, не се можело. Па и книгата јас ја написав на грчки јазик, зошто? Зошто сакам да се прочитат македонците во Егејска кои не знаат да читат македонско. Как знаете, забранет беше македонскиот јазик. Никад се повеќе македонци не знаат да читат македонски. Многу македонци, поголеми број македонци говорат македонско, но не знаат да читат. Колку според вас има македонци во Грција? Не можеме да речеме точно, али можеме да речеме воопшто дали македонци што се чувстват ко македонци по нација или и други македонци што имат
некои други мислења, веруваме околу 1 милион македонци во Грција. 1 милион, тоа е Што живеат низ цела Грција, дека имаме многу емигранти, внатрешни емигранти, што се економски бегалци низ цела Грција, што живеат во други места, во Атина, во Пелопониз и во Крет. Освен ние што живееме овде во делот на Македонија. Во ова Егејска Македонија или Северна Грција, како што Грција до долго време нарекува овој регион, колку по вас има македонци? Можеме да речеме околу 300.000 жители што живеат низ сите префектури во Централна, Источна и Западна Македонија, како што се наречени префектурите овие области денес од Грција. Повеќе од 20% од населението е македонско во овие области. Не, населението е многу повеќе. Пример, во нашата префектура во Воденско, македонското население е околу 60%. А пример во Леринско, населението е околу 75%. И ден денес? Толку е? И ден денес, да. И покрај сите тие преселби, емиграции, граѓанската војна, големите жртви, печалбарите во прекоокеански држави, значи се уште во Воденско е 60, а во Леринско 75%. Се разбира дека после донесењето на народите од Турција, што ги сместија во Егејска Македонија. Ние ги нарекувате маџири, значи. Да, маџири ние ги нарекуваме. Тоа се турци од православна вероисповест, како што би се рекло. Секакви народи, национално, што беа православни од времето оште од Рим. Значи, со таа договор 23-24 година Лозанската конвенција, после таа војна помеѓу Турција и Грција, кај што Грција губи војната, околу 650.000 велат маџири или православци од Турција се доселени тука во Егејска Македонија. Официјално околу 1.300.000 што ги преселија во Македонија и во Тракија. Значи во Македонија некаде половина од тоа велат, некаде околу 650. Се наоѓаме на главната Леринска улица, која го носи името на Павло Смелас. Тоа е еден од грчките комити кој на почетокот на минатиот век всушност имаше една единствена задача да ги плаши, да ги убива македонските граѓани во Егејска Македонија и да ги присилува да се пишуваат како грци. И кај научите така убаво македонски да зборите? Македонски јазик го научи дома, ама за жал литературно не знам да зборувам. Зборувам троа селцки. Дали ќе ме разберете баш кој што треба, јас мислам оти... Малце лирински, малце битолски. Го кажувам јас ка така, селски јазик, оти не го имам студирано јазико, за жал. Добро, селата во битолски, селата во лиринско, горе-доле со исти дијалект зборуваат. Да, исти дијалект зборуваме со битола, ама за жал пак ќе кажа, оти не знам да читам македонски. А грчки кај имаш научено? Имам учено грчки во Кожени, во Лерин и во Солун. Кога почнеш прв пат грчки да збориш? Еве, тука си 54 години си жител, роден си во Грција. Ќе ви кажа вистина, од јас не познат дедо, баба ми беше, Бог да прости, што ме носеше во школа. Та ме носи од главниот пат на школото, јас се враќаше од другиот пат. И ми викаше, абе дете, зашо се враќа дома? Мамо, инак зборуват таму. Значи ти кога тргаш у школа прво оделение не знаеш грчки да зборуваш? Не инак зборуват таму, мамо. Абе дете, црно си седи таму да учиш писмо. Мамо, инак зборуват. Не знам јас така да зборувам. Значи ти македонски си збориш до твоја 6-7 година? Од после, кога отидо на школото, почна да учиме грчки јазик. Јас кога идеше дома и учеше домашните, мајка, татко, баба, како се вика воа на грчки, како се вика тоа на грчки. Јас ги учеше старите. Ти ги учеше твоите? Така, после, кога отидо една година во школу. И како се живе, како е да си македонец овде во Грција? Знаете, ако сакаш да си свесен македонец, тоа е тешко. Па ние што се качивме во Ридо, јас не во долнината така, немаме гале. Јас некои 20 на години, од 83 година се борам за правата тука на македонците тука. И знаете што ме чуди? Толку И работата моја е, јас сум професор по физика, работам во гимназија. Во гимназија? Така, Каде, во Лерин? Во Лерин. И не ви прават проблем? На мене се знаат сите, ама сум организиран во партијата Вино Жито,